Секогаш не повикуваат join us или приклучете ни се, тоа некако може да го забележиме и на нивниот сајт или платформа каде што може да забележите. Колку волонтери се вклучија, да речеме колку акции, екоакции во текот на минатата 2021, меѓутоа сепак честитки и за реализирањето и да се документираат сите сегменти низ една позитивна призма. Јас ќе кажам повторно, не мораме секогаш гневот да го истураме туку така, меѓутоа се надам како позитивен пример за почиста Македонија ќе послужат на каков начин можеме да се ја заштитиме не само нашата локална заедница, туку и генерално нашата планета Земја. Петар Стефановиќ, на огромна чест и задоволство, веќе месец и половина го договараме ова, можеме да кажам, интервју, екоактивист кој што ни доаѓа од За почиста Македонија. Ти благодарам во ова студено зимско утро што пристигнуваш во утринската на Телма. Благодарам што ме покани. Во секое време. Рековме дека ќе ги следиме вашите чекори и ми кажуваш дека има веќе некако најавени убави проекти за годинава, за кои што се надевам само дека позитивно исходот ќе биде добар, одговорите кои што ги очекувате во првиот квартал од годинава. Прво да ти честитам за документарецот кој што може да го погледнат. Кога започна, тоа сакам да те прашам како да речеме една увертира или вовет нови разговор. Кога започнува приказната За почиста Македонија? Веќе година и половина веќе. Да, приказната започнува од прилика негде 2020 март, каде што бев на еден проект, каде што бев како да кажем не како него бев обучуван да направам промена некоја во општеството и прво почнав со да речем пријателите и организиравме акции. Полцна се вклучија и волонтери од волонтерски центар Скопје кои што беа големи ентузијасти. Да напоменам, тие не се македонци, мислам не се од Македонија, има од Финска, од Полска, од Португалија. Тоа се екоактивисти, туристи или како ваши пријатели? Тие се волонтери во Македонија на различни теми, проекти, волонтираат одреден период престојуваат кај нас? Да, некои престојуваат одреден период, некои поише останале. Зависи кој како се пронашал и го поголемиот дел сакаат многу да променат нешто во Македонија и тоа беше да речам како одскочна даска каде што ние решивме да го направиме трештур затоа што им ја прикажавме Македонија на волонтерите, направивме добра цел, ја покренавме свеста, чистевме низ повеќе градови. Ќе ги погледнеме. Дали досега биле во Македонија некои од овие, да речеме, волонтери кои што се вклучија? Не, вака, имаме волонтери кои што со нас патува, тие веќе се некој време во Македонија. Интересно се случува. Многу беше интересно што во секој град и доаѓа од надвор, значи не ги поканувавме ние посебно, него ние правиме настан. Тој настан и на англиски и на македонски, некои волонтери или дека скоро во секој град, во секој град има волонтери за некоја тема што волонтираат. Имаше од истокот кај ни дојде од Кратово, имаше некои волонтери од Бугарија што ни се приклучува, имаше жени тие работат тука и живеат, може и ги има нивните инсерти од Англија, во Охрид ни се приклучија. Не знам кај имаше негде на друго место, ама скоро на секоја акција имаше и интернационални волонтери кои што се приклучија, не беа со нас. И плюс ние имавме тројца интернационални волонтери кои што патуваа со нас тие сите 6 дена. Колку додека се направи и документарецот. Мора да признам дека ми се допаѓа таа насмевка, возбуда и покрај тоа што можеби се соочувате со за жал лошо сценарио, а тоа е да се лоцираат тие диви депонии. Јас мора да признам и со Цеце во најавата споделивме. Најчесто да речеме луѓето кои што планинарат, планинарските ентузијасти кои што допро почнуваат оние да речам аматери и оние кои што веќе се професионални во искачувањето на врвови, велат дека ако нешто е на степен на екзалтација или таа возбуда која што ќе се доживее е искачувањето на врвот, меѓутоа најлошото нешто што може да се доживее е да се лоцираат, се лоцираат за жал диви депонии, па дури на што се вели непродно места, меѓутоа ќе се најде на депонија. Да, па така и да речем се роди таа идеја затоа што јас и мојот пријател Марко многу често патувавме, тоа баш го зборам и во видеото, во филмот. И не е да речеш водно кај што се качуваш за сат време до град, па ќе приметиш дека има ѓубре, него сме иделе по 5-6 сати на места на шарпланина, на корабски водопади и сегде можеш да најдеш ѓубри. Тоа е многу тажно затоа што сепак тоа треба да е физички и кондиционен спремен човек за да се качува толку време за на крај пак да не си го собере ѓубрето, значи да не ја почитува природата. И првично сакавме така да се фокусираме на чистки на еколошки акции во природа.
но подоцна и се фокусиравме малце и на градовите, затоа што сепак треба да се почне тука да се промени важна е свеста. таа децентрализација во случајот нели за расчистување на диви депони во нели поединечно во градови Македонија. Само уште ова прашање пред да направиме само пресек на денот со нашата колешка Билјана Ставрова од соседното студио. Бидејќи споменали дека токму благодарение на тие ваши експедиции и планинарски тури сте лоцирале, која беше, да кажам, ајде, ќе се изразам, најконтаминирана планина која што била сте ја лоцирале со најмногу отпадок последната година? Контаминирана е водно, Козјак беше уствари, да, сега каде што е новиот Аврора Козјак, значи тоа претходно беше, може си да знаат, пикник место, излетничко место, каде што идеа многу луѓе. Да, јас искрено се зачудив, бидејќи нема па речи си добри 10 месеци за минато и нели забележав дека таму веќе изграден ресторант, што е добро да се направи нели оддишка, меѓутоа да не се комерцијализира местото е многу важно. Местото беше веќе у последниве, не знам, 5, 6, 7, може и 10 години искомерцијализирано, но тоа не е проблем нели доколку се одржува и се средува. Ние 2020 организиравме негде во октомври, мислам, таму еколошка акција и тоа беше хорор. Имаме таму замива на нашите сајтови на Facebook, Instagram, сегде слики може да се види, да. Таму бевме околу, не знам, 60 или 70 волонтери, од град Скопје ни дадоа автобус, собра од Рисла исто ѓубрето, па може да преку, не знам, 200 кеси собравме. Вистина? Али да, премногу имаше. Тоа беше најконтаминирана и сигурен сум дека сега е во истата состојба. Да, и водно не бега од. Што беше потикот за креирање на Започиста Македонија, што да речам те извади можеби од потикот од комфортна зона и да речеш ги земам кесите, ги земам моите пријатели, потикнуваме волонтери и заминуваме на првата локација, па и која беше да ја споделиме? Рекламата на T-Mobile користи го интернетот за добро. Се шалам, добро, бидејќи знам дека имаше многу луѓе кои се вклучија исто. Не, се шалам, ама добро звучеше тоа. Мислам, така и почнавме прво како не организиравме дома акции, него правевме како кажам, ги мотивиравме луѓето да ни праќаат слики каде што биле негде на планина, да ни пратат дека сепак го оставиле местото почисто од предизвик, да го зборот не фалеше предизвик, да ни пратат слики да го оставиле местото почисто што го нашле. И дали е тоа водно или нека друга планина не беше битно, или само низ паркот да го прочитали и собрале една кеса да ни пратат. И првично имаше многу луѓе што се приклучија на тој предизвик на почетокот. Истото го правевме и ние. Можда недела дена секој ден кај идеш, праќаш дека си одговорен, собираш, не оставаш за следниот да нели да види таа слика. Ice Bucket Challenge или Trash Tower. Да, така нешто беше, да. Таков предизвик направивме и после тоа првата чистка организиравме на водно. На водно таа траеше долго, можда околу 3 сати, прво на средно бевме, исто од 2020 зборам. Прво на средно чистевме, после се качивме на врвот на водно. И на двете места исто ни се приклучија доста волонтери од прва. Одлично. Само од првата акција. Одлично. Јас би сакал сега, бидејќи колегите да речеме велат, да ги пуштиме тие парчиња видеа кои што се сегменти само исечоци од успеавме јас и ти некако тоа да го реализираме за гледачите. И да ги поттикнеме, предизвикаме да го погледнат документарецот и здравје Боже, бидејќи јас се везе зад камери додека беше Билјана во нели во другото студио не информираше за БЕК и топлинската енергија и така натаму, ти реков дека сакам да ме повикаш на следната ваша екоакција, а со тоа некако и заеднички да се повикаме. Мислам дека ова кусо видео ќе предизвика и како што кажавме, ова веднаш ќе ме повика по завршување на овој разговор да си го погледнете и целосниот документарец. Костур од лијак, костур од мачка, вакво нешто најдовме успеа. Најдовме кревет, имаше буквално. Најдовме двогледи, најдовме метро. There's always time to pick up trash. Like there's always trash. It doesn't matter where you are in the world, there always will be trash. And it's just like a good reminder that like nobody's like special in that sort of a sense. Like you can pick it up no matter where you are, especially if you're as conscious as possible not to throw it in the first place would be even better. I think as much as it's important to join cleaning action whenever you have the opportunity, it's even more important for those cleaning actions to get spread the message and raise awareness.
so many people, so it's like also recharging our batteries when there are people who are joining our mission. Yeah, we had a lot of people from Scouts, and the place itself is not like super trashy, but there was this one spot with construction waste, which was like, you know, it took like a few hours to actually clean the spot properly. Because we needed to dig very deeply. Dig deep, and the Scout people were like super energetic with that. Денес случајно излеговме со Ангела да се шетаме во парк и ги видовме овие дечки тука. И Ангела почна да извика гарбидж, да. Нас не е невообичаено да видиме во Струмица некој на своја иницијатива да дојде, особено толку млади дечки и амбициозни да собираат. Решивме ние да приклучиме на таа активност, затоа што не е прва од овој тип, се надам не и последна. Последен ден ние, некои се радуваа дека ќе идат дома, ја искрено нека не се радувам, ама се осеќам кога сум дома, затоа што сум дома. Македонија е мојата дома. Сака да каже кака и да има ѓубре таму. Да. Дома. За почиста Македонија. Морам да го поздравам твојот пријател кога велиш ти Македонија е мојот дом, или тој те надополнува таму каде што има отпадок, поточно ѓубре, таму е всушност и Петар. Знаеш што не можам да се сетам? Го познавам Гапа од некаде, ама не бил во студиото, ама не можам да се сетам од точно од каде. Дали бил некаков можеби видео креатор или нешто? Не, музика, он мислам снима. Готово, добро, сега ми е така јасно. да нешто со музика било. Нешто со музика. Меѓу другото не знаев дека е вклучен и ќе го поздравам твојот пријател Гапа. Ќе испратиме поздрав, да, сега не можеше да дојде, али следен пат се надевам дека ќе дојде, ќе збориме подетално за некои наши планови. И тоа како ве очекувам? Мора да повторно да ве пофалам за сите документирани тони отпадоци кои што ги имате собрано и за тоа како сте потикнале всушност преку За почиста Македонија тој каравански можеби момент кој што го имате вклучено, нели, посетата на различни градови. Како рековме, видовме волонтери кои што се од Бугарија, од Финска, од Полска, од Германија. Од Англија имаше исто така две жени кои што беа во Охрид, кој ќе огледа видео, сам целиот документарец ќе ги запозна и нив. Не можам да се сетам сега во моментов, али во секој град имаше волонтери и тоа онака многу не ме мотивира дополнително, како не? Кога гледаш дека други луѓе се залагаат за нашата. Одма гледаш дека мисијата дополнително ти е убава и успешна. Добро, Петар, како ги информиравте, да речеме, преку социјални медиуми? Да речеме, одите во Струмица, каде што ми рече дека оправдано, веројатно поради некој си празник или славење на некаков празничен ден, само мајката со киркичката била, да речеме, пријавена како волонтер. Зашто се надевам дека година ќе имате вклученост. Иако и тоа го има евидентирано, колку волонтери се вклучени, колку луѓе или колку тони отпадок било собрано. Да. Па како ги информиравме луѓето, највеќе работиме на социјалните мрежи, Инстаграм и Фејсбук, правиме настани. И конкретно за турава беше секогаш си наоѓавме некој, сите имаме пријатели од сегде и од некој град наоѓаме пријател, тој обично бе некој вклучен во невладени организации или во некои други организации и ги поканува нивните пријатели. Ако е помлад, ги поканува нивните пријатели. Од средно имаше, од извидници, тие морам да кажам дека ни помогна секаде, значи во секој град каде што имаше извидници, дојдоа во голем број и уствари помогнаа многу за нашите акции да бидат успешни. Домино ефектот е успешен. Да, и повеќе од успешен.
ако направите сега вака статистика, бидејќи нели документарецот можеби на крај си кулминира со колку собрани кейси отпадок било, вака чисто ме интересира според тебе. Имавме нешто броевме, не можам да се сетам сега, ама во бројка ќе се... Во бројка, ако сега помниш, можеби, ако те држи меморија, сепак... Сигурно, не знам, над 1000 да речам. Ама за турата? За турата? Не, за турата беа околу 500-600. Што не е малку. Не е малку, не, за турата беа 500-600. Сега ако не го броиме Штип, каде што собиравме и троседи, двоседи, браници од коли. Да, интересно дека во еден сегмент, кога го гледав документарецот, нели, те повторно ќе кажам, низ вашата фина призма, како велите, за прв пат најдовме, не знам, скелет, не знам, што, нели, тоа се сепак самата природа си ги прави тие циклуси во текот на годината и со животните, ама интересно како ги имате споделено овие работи. На каков начин може да се вклучат волонтерите? Да речеме, може да бидат и постојани, може да бидат и квартално годишно, кога ќе имате некои активисти во нивниот роден град и така натаму. Да, не, ние примаме секој што е ентузијаст и што сака да работи со нас, е добре дојден. Значи не ги селектираме луѓето, но секако на почеток може да си дојде со нас на некоја еколошка акција што ја правиме, да се запознае, ние сме отворени секогаш за муабет, за дружба. Чим се запознаеме, може да си поделиме после, да речам, одговорности, затоа што овој проект што го имавме не научи на многу работи, дека секој си има своја одговорност и мора таа да си ја врши, затоа што после се тегнеш навака. Али тоа сега ме кажам, нас ни е потребно и сме секогаш отворени за нови волонтери. Јасно. И да не забораваме дека тие што би биле, да речам, постојани да работат со нас. Јас ти кажав дека ќе го чекам повикот, вистина би сакал да се вклучам во следната ваша екоакција, како што ти тоа го поттикна кога сме кај Централно подрачје на Музеот на современа уметност направи едно од првите, ако не се лажам, во текот на минатата година во овој период, така беше? Па тој веќе беше на кај март, да, ама првиот беше на Кале, кај соседот. Може да го погледнеме и ова видео, мислам дека го имаме подготвено, би сакал и ова 1-2-3 минутно видео. Го немаме, добро, ако го лоцирате режија, слободно пуштете го. Едно од можеби исто така видео материјали кои што ги имате исто така на вашиот сајт за почиста Македонија. Велиш дека не сакаш да ветуваш, сега јавно нели да се случи нели да ги кажеме работите, а да не се случат, бидејќи нели секогаш велам дека треба да бидеме со помалку или без очекување за да се случат работите нели по природен пат. Така ние работиме. И тоа е добро. Динамиката треба да биде таква, нели, бидејќи понекогаш кога сме најголеми ентузијасти, кога ги чекаме одговорите, кога ќе го кажеме, понекогаш како да не се случуваат, како Марфи да ни е тука постојано. Велиш дека сепак очекувате некакви исто проекти кои што ќе ја надополнат можеби атмосферата и агендата на За почиста Македонија во првиот квартал од годинава. Поточно до летото планирате да имате неколку екоакции. Ја можам да кажам сигурност дека ние ќе имаме акции. Сега доколку добиеме проекти би биле, да речам, поголеми, повидливи, поише би допринеле да дознаат сите. А ти се допадна темпото, да речеме, за таа повидливост, дали? Да. Ептени се допадна и да, не очекувавме дека стварно на крај, мислам, не очекувавме да биде видено и да се слушне, но бевме изненадени колку тоа се слушна и колку, да речем, направивме бум и дојда луѓе, ни се приклучија. Малци тоа не фати неспремни, мислам, не неспремни, него не изненади. Јасно. Да. Јасно. Ми вела тебе веќе на слушалка дека го има и ова видео, јас би сакал, нели, бидејќи работата која што ја создадовте, сакам да биде презентирана на филма. Тоа ми беше и поентата да го имаме ова наше прво гостување за почиста Македонија. Ова е екоакцијата, прва една која што била спроведена за 2021-та, токму велиш на Кале. Ова е на Музеј на современа уметност, а првата лани беше на Кале. Да, па потоа следеше. Ова ја евидентиравме, и направивме така исто, да речам, убаво видео со убава енергија. Со убава енергија во продолжение. Нешто замислува. Го знаеш она чувство кога не ти се верува, не ти е битно, ништо таму те насмерува и разбираш каков е правиот момент, правото место, а порано и ке сум закаснел и сум занесен и цело време замислен, каков би бил светот што ми е замислен.
и го гледам тоа што го сакам, пред мене се смеам. Толку сум бил глуп, но еве. А зошто е тоа така? Ме двоело време, било толку блиско и далеку во исто време. Убаво ко песна, хармонија ко оркестар. Мојата идеја е да трае без престан. Престани. Но имам толку метафори, никој не разбира, но со мене би се сложил и вреди. Иако трае еден ден, но кога еднаш ке сватиш, после си завис. Сакам гласно смеа, сакам сите да пеат, сакам сите да ги гледам со посебна идеја. Сакам добро, добро, добро да ни биде. Сакам добро, добро, добро да ни биде. Правам атмосфера, правам сите да пеат, правам како за мене, така за сите цело време. Правам добро, добро, добро да ни биде. Правам добро, добро, добро да ни биде. Има една идеја, план и визија, пуно љубов, волја и поише од една причина. Јас мислив па се ќутев, не зборев по луѓе. Чудно суеверан сум да ја кажам, ми беше малце шубе, али више не е тајна. И сите знаат што ме исполнува и што ми дава рад. А јас сум вечен сонувач и уште сонувам. Пази што посакуваш, нека ти се исполнува. Ја цело време пробувам да правам добро на сите, сакам добро да биде лошо. Не сум ти мислел искрено, си мислев неам среќа, па трагав по неа. Сега кога неа барам, она ме наоѓа, гледа се што немав, го имам. Се што ми треба се моите блиски, музика и позитивни мисли, смисли начин. Најди ти ми пичи, причини милион за да се осеќаш жив и сеа само сакам. Сакам гласно смеа, сакам сите да пеат, сакам сите да ги гледам со посебна идеја. Сакам добро, добро, добро да ни биде. Сакам добро, добро, добро да ни биде. Правам атмосфера, правам сите да пеат, правам како за мене, така за сите цело време. Правам добро, добро, добро да ни биде. Правам добро, добро. Со музика, со се и честитки. Мора да признам дека и вака добри сте во продукцијата. Да, вложуваме. Вложувате во трудот. Да, еве, нели зад камерите го коментираме тоа и со Цеце, дека колку и да ги чистите некои од овие локации кои што ги погледнавме, за жал, потоа повторно се ставаат на истите места. Јас велам, видеокамери секогаш треба да постојат, некако веројатно за да утре можеби инспекторите вистина ви тропнат на врата, па и можеби нели да има некаква парична казна за да има некакво освестување. Дали тоа можеби ќе биде освестување, не знам. Меѓутоа претпоставам дека сте биле сведоци дека на исти локации каде што сте исчистиле се враќате по некој период и повторно забележувате. Да, па баш тоа се освари малце ќе спомнам за наредните планови. Тоа ни е идејата и тоа го размислувавме како да направиме, зашто гледаме дека институциите нормално не се вклучуваат толку да го одржат местото чисто. Може не стигнува до нив дека ние сме го исчистиле. Една од работите е да направиме да стигне до надлежните да се грижат за местата, друга е како да направиме, размислуваме да се да речам фрли јасна порака дека ова место претходно било хаос, ние сме го средиле, дошле волонтери, дошле за почиста Македонија и зошто треба да се остави да биде чисто. Така да тоа би било нешто што можам да најавам, што ни се плановите за 2022, да не биде само ќе го исчистиме местото и си отидеме пак на милост на немилост на нашите сограѓани, него да се знае слика зошто треба да се остави ова место чисто. Тука и Телма телевизија имате сега како ваш медиумски поддржувач и партнер. И за крај, знам дека овие 15 секунди ќе бидат само еден поздрав. Вчера си се вратил од Мавро, велиш дека прилично си смрзнала, ама и фотографијата твоја која што може да ја забележиме. Може да се забележи како минус, не знам колку температури измеривте, ма како и да ја препорачаш ова убава планина за скијање. Да. И да не фрлаат на стазите. И тоа забележа? Па или фрлаат или им паѓаат од како си од ранци, да, собрав неколку шишиња. Така паѓа од ранец. Да. Дискутабилно, ама добро. Петар, ти благодарам уште еднаш за ова гостување и ова утро. Еве, започнаме заеднички и чекаме сега само следна акција да се вклучиме и ние како Телма телевизија, па и јас самиот, зашто да не. Секако да, следете на нашите социјални мрежи и таму објавуваме секоја следна акција.